Бугарија контра Бугарија, официјална Софија денес не го признава она кое што го признала пред 6 децении. Тогаш за нив постоел македонскиот јазик кој што пак сега не го признаваат. Тоа е запишано и подпишано во билатералната спогодба од 1956 година, која е составен дел од правниот систем на Бугарија. 6 децении подоцна источниот сосед сам оди против она кое што го подпишале. За нив сега македонскиот јазик не постоел. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония България не признава техния официален език. Това обаче е малко по-специфично в контекста на останалите 26 държави членки на Европейския съюз, като те имат своята позиция и по никакъв начин не може да ги задължим да приемат нашата официална позиция, но това, което можем да ви кажем е, че нашата позиция е гарантирана такава каквато е формулирана съгласно договора в целия пакет, за който вече споменах. Во моменти кога може да се каже дека трае битката за македонскиот јазик, нашите власти како да ги рушат позициите на Македонија, барем ако ја земеме едностранната изјава во однос на јазикот, оваа декларација на носи ги крена сите македонисти, но тоа не беше причина МНР да размисли за промени или повлекување на овој официјален став на земјава. Во согласност со форматот на унилатералната изјава, даден е кус осврт поврзан со кодификацијата на литературниот македонски јазик и неговата заснованост на специфичниот развој на дијалектите кои се земени како основа за кодификација и кои биле распространети на територија на денешна Република Северна Македонија, а тоа се централните говори на западното македонско наречје, односно говорите на уската Битола, Прилеп, Велес, Кичево. Според македонистите најголем проблем од декларацијата е ограничувањето на македонскиот јазик во границите на сегашна Македонија. Тие се на ставот дека македонските дијалекти постојат и надвор од земјава. Сепак, наместо некаква промена во едностранната изјава, владата преку официјално соопштение го правдаше МНР. Како што е пропишано во Уставот на Република Северна Македонија, македонскиот јазик, заедно со своето кирилско писмо, е службен јазик на Македонија, на целата територија на државата и во нејзините меѓународни односи. Литературниот, стандардниот македонски јазик конечно е кодифициран во 1945 година, како резултат на подолг процес на културна и писмена активност. Непознато и воопшто кои се автори на оваа еднострана изјава. Токму на таа тема поставивме прашање до МНР, но и трет ден веќе одговор нема. Единствено што не информираше PR службата на Османи е дека го примиле прашањето, а одговор ки имале кога ќе го добиеле.